Утре владата ќе донесе одлука за намалување на цените и на хигиенските производи, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Најверојатно утре во седница на владата, пошто утре има седница на владата, ќе се донесат одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи со тоа што го најавивме предходно и ќе го оствариме, значи нема да чекаме несоодветно работење на одредени комисии во собранието кои не свикат комисии, се со цел да донесат закони кои се во интерес на граѓаните, како што беше законот за намалување на стапките на ДДВ-то за одредени производи хигиенски, па со одлука на владата ќе намалиме цени на овие производи, значи ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат. Освен на овие производи, владата е со намера да ги намали цените на барем 5-6 видови овошје од увоз, откри Бектеши. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Царинската управа во делот на увозните цени кои се ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овошје и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите, за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошјето да ги замрзнеме. Оваа изјава на Бектеши е во контекст на денешната обиколка во некои супермаркети заедно со премиерот Димитар Ковачевски и директорот на Државниот пазарен инспекторат за да се уверат во спроведувањето на владините одлуки за намалување на цените. Ковачевски е задоволен од состојбата и најави: И во оваа прилика, како и повеќе пати до сега, сакам да кажам дека да порачам дека тука нема да застанеме. Ќе продолжиме и натаму да го штитиме стандардот на граѓаните. Ќе продолжиме и натаму да носиме мерки и нема да дозволиме лично богатење на никого во време на криза, бидејќи повторувам уште еднаш, ова е време на солидарност, а не е време на остварување на екстра профити. Паралелно својот дел од работата го врши и Државниот пазарен инспекторат. И Државниот пазарен инспекторат работи со својот пун капацитет на цела територија на Република Македонија. Во последните 5 дена се извршени над 500 надзори за кој е надлежен Државниот пазарен инспекторат, а 130 од нив се по одлуките на владата, каде што се констатирани 6 прекршоци во висина од 750.000 денари.